Војните конфликти може да предизвикаат ново поскапување на лебот. Според Агрокомората, во моментов цената е стабилна и останува иста, но дали во Македонија ќе се пече поскап леб, ќе зависи од цената на нафтата која во моментов на светските берзи стигна речиси до $90 за барел, како и цената на житото по жетвата во Украина. Предвидувањата на бизнисот се дека доколку има поскапување на нафтата поради војната на Блискиот Исток, ќе има повисоки цени. Секогаш понудата и побарувачката треба да одредува конечната цена, тоа строго се застапуваме за тоа. Цената на лебот ќе остане иста, стабилна е. Сега не знаеме што ќе се случува во однос на, како што спомна председателот, војната што се случува во близина, нели, и блискоисточната војна, која што директно се рефлектира на цената на нафтата. Исто така не знаеме во Русија и Украина каква ќе биде жетвата, што ќе се случува соодветно со производството на жито. Повеќе параметри се варијабли кои што влијаат на финалната цена. Не само цените на светските берзи, туку и висината на платите ќе имаат влијание на цените во престојниот период, а од друга страна бизнисот претрпел големи загуби во текот на изминатите 2 години. Според Комората, фокусот треба да биде на раст на домашното производство и на растот на економијата, кој во 2023 година беше само 1%. Според ССК, повисоките цени на одредени производи се логични, затоа што Македонија е увозно ориентирана земја. Имаше пред некое време одредена изјава на Светска банка која е во исти правеци со нашите залагања. Мислам дека не треба да се фокусираме ние колку можат цените да бидат ефтини. Ние треба да се фокусираме да видиме колку нашата економија може да порасне. Едноставно нашава економија не смее да произведува 1% раст. Ни треба 5, 6 и повеќе проценти. Дел од производите поскапеа откако престана да важи мерката за гарантирани цени, а регулација на пазарот се очекува дека ќе направи новиот закон за нефер трговски практики, кој меѓу другото содржи и листа на 2500 производи кои ќе бидат со ограничена маржа. Од ССК сметаат дека од листата треба да се исфрлат одредени производи кои се во категоријата луксузни.